вечерашниот Филмополис, приказната за легендарниот создавач на кинематографски спектакли Жорж Мелиес. Фасцинацијата на Били Корган и Мартин Скорсезе од маестро Мелиес. И на крајот култниот филм Патување на месечината во боја. Добро вечер и добре дојдовте во 424-тото издание на филмскиот магазин на ТВ Телма Филмополис. По одличните реакции за минутонеделната емисија, во која во фокусот беше уметноста на гениот Тим Бартон, овој понеделник решивме да продолжиме со тематскиот мини-циклус, овој пат отстапувајќи му простор на фантастичниот француски филмаџија Жорж Мелиес. Човекот кој заедно со браќата Лимиер ги постави темелите на филмската уметност и ден денес е инспирација на многу филмаџии и покрај тоа што неговата животна приказна не завршува онака како што треба. Одиме со сторијата за значењето на овој филмски маг, кој во легендарната француска кинотека зазема значајно место меѓу великаните на седмата уметност во постојаната поставка која може да се види таму. Дами и господа, добре дојдовте во светот на создавачот на кинематографски спектакли Жорж Мелиес. Стартуваме. Мари Жорж Жан Мелиес е роден на 8 декември 1861 година во Париз, како трето дете во семејство производители на чевли. По отслужувањето на француската армија заминува во Лондон, каде го учи магионичарскиот занает. Во 1885 се враќа во Париз и започнува своји магични шоуа кои наидуваат на популарност меѓу парижаните. Клучниот чекор го прави кога со парите од продавањето на татковата фабрика купува театар, во кој се случила првата филмска проекција, онаа на браќата Лимиер, во декември 1895 година, пошто решава и тој не да купи, туку да направи собствена камера и самиот да се занимава со филм. Така настанува првата продукцијска куќа Стар филм во 1896 која почнува со производство на Илузија. Мелиес е филмаџија кој на почетокот на филмската историја стана познат по унапредувањето на многу технички и наративни елементи на филмот. Тој бил многу иновативен во развивањето на специјалните ефекти. Случајно го открил ефектот на запирање на кадарот и бил еден од првите меѓу филмските творци кој ја користел техниката на двојна експозиција таймлапс ефект, како и рачното боење на секој фрейм на филмската лента. Поради неговата способност одлично да ја трансформира реалноста на филмското платно, го добил прекарот кинематографски магионичар. Мелиес бил познат и по тоа што градел огромни сценографии и кулиси за своите филмови, а особено внимавал и на костимографијата, па можеби затоа неговите филмови имаат заводлив шарм. Дел од овие нешта, вклучувајќи камери со кои ги снимал филмовите, потоа фигури, плакати, цртежи, може да се видат во славната француска кинотека во Париз. Ова е собата во француската кинотека која е посветена на гениот Жорж Мелиес. Тука можеме да видиме дел од неговите имагинации,
дел од сето она што тој подоцна го стави во филмовите како патување на месечината пред се. Жорж Мелиес од секогаш бил еден од најпочитуваните филмаджи во француската кинематографија на почетокот на 20 век, иако неговата приказна кон крајот на животот е малку поинаква. Сепак тој денес се слави како еден од првите синеасти кои успеа фантазијата пред се да ја вметнат на големото платно, за разлика од браќата Лимиер, кои пред се правеле документарни филмови во еден кадар. Публиката всушност може да ја види колекцијата на легендарниот директор на кинотеката Анри Ланглоа, односно она што останало зачувано од фабриката за соништа на Мелиес. Секако на платното постојано тече патување на месечината, како потсетување на најзначајниот филм на авторот, иако не и нему најомилен. Сепак ова остварување е едно од најпрепознатливите во филмската историја, во која група астрономи тргнува во експедиција на месечината, а што се случува таму ќе видите во вториот дел од магазинот. Жорж Мелиес од 1896 до 1914 година режирал вкупно 531 филм, кои просечно траеле од 1 до 4 минути. Денес се сочувани само околу 200 од нив. Во 1913-та неговата филмска продукција доживува банкрот, а повеќето негови филмови не се сочувани, бидејќи во текот на Првата светска војна француската армија ги користела како материјал за правење на подпетици за чизмите на француските војници, но и за производство на нова филмска лента. Тотално отфрлен од општеството и од своите колеги, Мелиес подоцна губи право на се што поседува, но сепак пред крајот на животот тој е повторно реоткриен и го добива орденот на честа на Франција. И на крајот од ова Мелиес патешествие, да споменеме дека го посетивме и неговиот гроб на славните гробишта Пиер Лашез во Париз, на кои се погребани многу великани на светската уметност. Сепак, покрај грандиозните надгробни споменици на Ежен де Лакроа, Модилјани, Едит Пјаф, Оскар Вајлд, Фредерик Шопен, забележливо е дека оној на Жорж Мелиес е еден од најскромните, токму како што доликува на еден грандиозно скромен уметник како него. Требаше да помине повеќе од 1 век за сеќавањата на уметноста на легендарниот Мелиес повторно да оживеат, благодарение на реставрираната верзија на неговиот славен филм Патување на месечината, но и на фасцинацијата на пар уметници од неговата работа. Предвесник на целата Мелиес манија во последниве години, во средината на 90-тите години од минатиот век беше Били Корган со неговиот инди бенд Smashing Pumpkins. Тие со спотот за темата Tonight Tonight не вратија на почетокот од векот. Хуго на Скорсезе пак ја заокружи целата приказна со најдиректна посвета на њујоршкиот режисер на неговиот идол Мелиес, чија визија да создава нови светови на платното била една од пресудните тој да ја избере седмата уметност како своја животна професија. Одиме со фасцинацијата наречена Мелиес. Кога чикашкиот инди бенд Smashing Pumpkins во средината на 90-тите години жареше и палеше на светската музичка сцена,
Харизматичниот лидер Били Корган ја искористи својата популарност за да го врати во колективното сеќавање ликот и делото на Жорж Мелиес на најдиректен начин, со видеоспотот за темата Tonight Tonight од албумот Melancholy and Infinity Sadness, кој на еден романтичен начин не подсетува на култното дело Патување на месечината на францускиот мајстор. Постојаното вртење на клипот на популарната музичка телевизија MTV беше одличен момент младата генерација да се запознае со овој автор, а оние кои знаеа за него да се потсетат на значењето на неговата филмска уметност. А за фасцинацијата на големиот Скорсезе од Мелиес мораме повторно да се вратиме во славната париска кинотека, каде на влезот од постојаната поставка може да се види механичкиот човек, односно автоматодонот од филмот Хуго, како одличен вовед во просторот во музеот посветен на Мелиес. Филмот на њујоршкиот филмаџија, еден од најдобрите познавачи на историјата на филмската уметност, е адаптација на романот на Брајан Селзник, Изумот на Хуго Кабре, приказна за истоименото момче кое живее во париската железничка станица, откако татко му загинува во пожар, сепак спасувајќи го механичкиот човек кој треба да се поправи за повторно да го добие својот сјај. Филмот на Скорсезе добива на тежина кога во игра влегува ликот на Жорж, старецот кој продава играчки на штандот, кој малиот Хуго се обидува да му ги украде. Како голем уметник, Скорсезе не воведува во личната приказна на Жорж Мелиес, екс-филмаџијата кој создавал магија на платното, но по пожарот на неговото студио се отишло по ѓаволите, а тој разочаран од несреќата, но и од односот на своите колеги, за секогаш го напушта занимавањето со филмот. Но тука е малиот Хуго и внуката на Мелиес, Изабел, кои повторно ќе разбудат желбата кај стариот мајстор за подвижните слики. Со ваквиот след на настаните во филмот, Скорсезе си прави простор за ресоздавање на некои од незаборавните подвижни слики од почетокот на филмската историја, создавајќи уметност поради уметност, потек вреден за паметење, величествено и антологиски.
back from the dead. Океј, дојдовме и до моментот кога во целост ќе уживаме во колор верзијата на Мелиесовиот Патување на месечината, за кој во филмските учебници се вели дека е првиот научно-фантастичен филм во историјата на светската кинематографија. Долго време се сметаше дека колор верзијата на филмот е изгубена, се додека не беше пронајдена во 1993 година во филмотеката на Каталонија, прилично оштетена. Од 1999 до 2010 се работеше на реставрацијата на ова култно остварување, фрейм по фрейм или вкупно 13.375 фрейма, а оштетените биле земени од црно-белата копија и повторно рачно боени. И така по 109 години Патување на месечината со музика од двоецот Ер како освежување доживеа повторна премиера на Канскиот фестивал, а вечерва премиерно и во Филмополис. Уживајте во филмската историја, се гледаме следниот понеделник во истиот термин. Siis näkväs mörknässä, men nu kan det dra in i uppstås nästan stämmer sig. Jag vill nämligen det då på att så det är ju fort. Han har lagat upp det där lite när vi mäktar upp det, men han är sig fast det låter sig att köra upp. Han nämligen det då på att så det är ju fort. Ja, men han är sig. Och det så det är ju var